Дочекавме уште еден 25 јуни. Дочекавме уште едно чествување и сеќавање за нашиот сограѓанин, вториот македонски председател Борис Трајковски. Денес ја одбележуваме 63 годишнината од неговото раѓање. Толку години поминаа од оној топол јунски ден од веќе далечната 1956 година, кога семејството Трајковски стана поголемо и побогато за два нови членови, новородените близнаци Борис и Александар. Така започна кусиот, но исклучително богат животен пат на човекот кој остави длабоки траги во нашата поблиска историја и во суштествувањето на нашата татковина. Така набргу се направени и првите стапнувања низ струмичките улици, Сокаци и Маала, како и безгрижните чекори во основното училиште и струмичката гимназија. Оние кои добро го познаваа, го паметат младешкиот дух на Борис Трајковски, исполнет со ведрина, добрина и искрена широка насмевка. На тој начин се раѓала, негувала и продлабочувала нераскинливата љубовна врска помеѓу Борис и Струмица. Љубов која траела се до последниот миг од неговиот живот. Животните патеки подоцна го водат младиот струмиченец во Скопје, каде што студира на правниот факултет, а дипломира на истиот во 1980 година. Следуваат години на професионални активности во правната струка, но и меѓународни ангажмани на верски план, како истакнат млад верник во Евангелско-методистичка црква, при што стасува и до функцијата председател на младината на Обединетата методистичка црква во поранешна Југославија. Воден од својата љубов, визија и верба во татковината, Борис Трајковски ги бележи и своите први ангажмани во политиката, во која напредува со молневита брзина. Така на крајот од 1998 година Трајковски е наименуван за заменик министер за надворешни работи, а само една година подоцна по победата во вториот круг на председателските избори станува втор председател на Република Македонија. Неговата државничка работа се одликува со бројни средби во државата и надвор од неа, при што ќе остане запаметен дека со иста сериозност се среќевал како со високи представници на меѓународни организации, председатели и премиери на страни земји, така и со обични луѓе, работници, земјоделци и други граѓани од градовите и селата широм нашата земја. Особено се истекнуваше неговата активност на меѓународен план со тенденцијата Македонија да ги реализира сите евроатлантски аспирации, обезбедувајќи членство во Европската унија и НАТО. Секако најтешкиот период од неговото председателствување со државата беше времето на воениот конфликт во 2001 година, кога председателот Трајковски со мудри решенија спречи поголемо разгорување на огнот. Во таа смисла вреди да се истакне подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, кој овозможи враќање на земјата во нормалните текови на функционирање. На лицето на председателот Трајковски повторно се врати препознатливата широка насмевка со која тој го манифестираше својот непоправлив оптимизам. За жал, неговиот државнички пат беше прекинат на 26 февруари 2004 година, кога на 48 годишна возраст загина во авионска несреќа недалеку од Мостар, заедно со неговите соработници и членовите на екипажот. Така сгасна неговиот сон да ја види својата татковина среќна, успешна и интегрирана во големото европско семејство и во Северноатлантската алијанса, земја на среќни, задоволни и спокојни граѓани. И по 15 години од прераната и трагична смрт, се уште е жив споменот за председателот Борис Трајковски и сите нешта кои беа белези за неговата доблесност, човечност и љубов. Сите тие спомени за него треба да ги чуваме и да ги пренесуваме на младите генерации, бидејќи Борис Трајковски е дел од нашата историја.
Неговиот лик и дело се чини најдобро се отсликани во зборовите на официјалниот сајт на меѓународната фондација која го носи неговото име, со кои е запишено: председателот Трајковски беше особена личност, која се посвети себе си многу повеќе од она што се бараше од него како председател. Тој беше вистински народен човек и го живееше својот живот посветен на својата земја. Таков беше, таков ќе го паметиме и таков ќе остане за вечни времења во македонската колективна меморија. Ви благодарам.